Слаб е интересот од страна на учениците и нивните родители за да во штипските основни училишта се изучува францускиот како втор странски јазик. Во општинското основно училиште Ванчо Прете се пријавило само едно дете, а во основното училиште Димитар Влахов околу 10 ученици. Сонја Николовска, советник во одделението за образование во општина Штип, вели дека проектот сензибилизација на францускиот јазик на почетокот покажал дека околу 100 деца сакаат да го изучуваат францускиот јазик. Тие има и бесплатен курс кој се реализираше во просториите во Штипската библиотека Гоце Делчев. Меѓутоа, кога беше потребно, кога родителите требаше да дадат изјава, односно да се согласат заедно со своите деца, кој јазик, кој втор јазик ќе го изучуваат, имавме една контрадикторна ситуација во која што беше многу мал интересот за изучување на францускиот јазик како втор изборен јазик, како втор странски јазик во училиштето, така да располагаме со едни мали бројки. Николовска додава дека сепак до Министерството за образование имат побарано согласност за ангажирање на наставник по француски јазик, кој ќе држи редовна настава за пријавените 10 ученици во основното училиште Димитар Влахов. Анализите покажуваат дека учениците и родителите го избираат германскиот, со оглед на тоа дека познавањето на овој јазик им нуди перспектива, бидејќи поголемиот дел од странските партнери на штипските текстилни конфекции се од Германија, а во изминатиот период германската амбасада имаше и низа на донации и инвестиции во штипските училишта. Потребна е поголема кампања и анимирање на учениците и родителите за да францускиот јазик како втор странски се врати во штипските училишта.